Почитувани, ланецот СДС, ДУИ заедно со алките правосудство и мазут мафија го краделе народот и со украдените пари ги труеле граѓаните. Оваа спрега деновиве со случајот мазут мафија дополнително излезе на површина. Судството и обвинителството се во акција за одбрана на криминал тежок 167 милиони евра за канцероген мазут со кој се труеле граѓаните. За дел од набавките, според информациите во јавноста, немало ниту јавен повик, а владата предводена од СДС, кога премиер е Зоран Заев, а Венко Филипче министер за здравство, внимавајте, во една од набавките во декември 2021 година директно го помогнала купувањето на канцероген мазут со 15 милиони евра буџетски пари. Од тука обвинителството и судството ги штитат директно и Заев и Филипче. Дополнително, правосудниот систем на СДС и ДУИ, преку мерка куќен притвор за еден од осумничените, синот на пратеникот Јаховски, праќа порака дека ако го крадеш народот и ако притоа со тие негови украдени пари дополнително и го труеш, следи само символичен чин притвор во домашни услови. Во целиот овој случај има и еден бегалец, тоа е Васко Ковачевски, поранешен директор на ЕСМ и човек од СДСМ. Постапките на судството и обвинителството покажуваат дека поединци од овој систем работат само по насоки од СДС и ДУИ и го штитат криминалот наместо да ја работат својата работа, која е воспоставување на владење на правото. Токму овој правосуден систем воопшто не се грижи за граѓаните, исто како што не се грижат и неговите работодавачи СДС и ДУИ. Колку за илустрација, иако изгласана недоверба на 5 судии од Судскиот совет во Собранието, која представува народната волја, тие судии мува не ги лази. Судиите од Судскиот совет, за кои изгласана недоверба, ладнокрвно велат ке си работели и понатаму, без разлика што довербата од граѓаните им е на ниво на статистичка грешка или околу 2%. На дело е спрегата правосуден систем, мазут мафија, СДС и ДУИ. Резултат е кражба и труење на народот. Затоа мора да се стави крај на ваквите случаи, а за тоа мора да има одговорност.